ВМРО ДПМНЕ не ги исплатил парите, 3,5 милиони евра. Затворена е наменската сметка. Одговорете им на граѓаните на Република Македонија што презела или ќе преземе антикорупцијска комисија во врска со оваа работа. Како, ако сакате да им помогнете на ВМРО ДПМНЕ, што ќе ги посоветувате? Како стручњак сега ве прашувам, како председател на едно вакво сериозно тело. Што го советувате председателот на ВМРО ДПМНЕ да направи за да излезе од лавиринтот? Или, ако нема излез, ако е тоа кривично дело, сте поднеле ли иницијатива до јавно обвинителство? Еве го CV-то на Љубинка Корабовска, председателот, и сакам да запрашам неколку работи. Во периодот од 2002 и 2007 година Корабовска работела како самостоен референт во јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. Вашиот бивш директор и ментор, господинот Илија Китановски, е тук. Слуша, не говори, не се јавува за реплика. Но бидејќи тоа е точно периодот кога излезе скандалот со 4 стана на Маманада Груевска, сакам да ве прашам, да не сте вие тој самостојниот референт што ги изготвуваше? Председателката Корабовска, и покрај тоа што не ги исполнува законските квалификации, сепак како истакнат партиски кадар и член на избирачки одбор, кадар од расадникот на ВМРО ДПМНЕ, а тоа е јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор, чии сопруг е член на управниот одбор на ЕМО и со новиот бран, по се изгледа ќе биде и директор на пазарната инспекција, ќе продолжи понатаму да ја изобличува работата на комисијата. Љубинка Муратовска Маркова е мајка на сопругата на Иво Котевски, уште еден професионалец. Војслав Зафировски, дали некој ќе одговори како ја обезбедувате неговата послушност? Навистина, сериозна е конкуренцијата, кој е поголем ВМРО-вец и кој е поголем патриот. Сите овие партиски кадри, членови на оваа комисија, ја прифаќаат улогата да бидат дисциплинирани и послушни чистачи на криминалот и корупцијата на оваа власт.